Почитувани, додека владата предводена од ВМРО-ДПМН вложи огромни напори и направи низа реформи со цел да направи отчетна, одговорна и професионална администрација ориентирана кон потребите на граѓаните. Со доаѓање на власт на новата влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз, наместо да продолжи со професионализација на администрацијата, започна со спроведување на чистка во институциите со флагрантно прекршување и непочитување на ниту еден закон. Дополнително на тоа, ниту еден именуван функционер не ги исполнува минимум условите кои што се потребни да биде назначен, а при водењето на самата постапка се користат и лажни документи. Незаконските разрешувања и именувања, како и самоволијата во овој период, освен во администрацијата, ги гледаме и во јавните предпријатија и трговските друштва, каде што со прекршувањето на законите се особено масовни. Каде што прекршувањето на законите се уште поголеми и говорат и за сторени фалсификати и антидатирања, што представуваат и кривични дела. Тоа се институции со кои директорот се избира со одлука на управен одбор, кој исто така треба да биде избран во законски пропишана постапка. Владата на Социјалдемократскиот сојуз во брзање своите партиски членови да ги промовира во државни функционери, буквално гази врз законите, па така имаме евидентирани случаи кога управен одбор, кој е именуван од владата и кој се уште не е ниту верификуван во Централниот регистар како орган на управување, носи одлука за именување на директор на јавно предпријатие, кој што исто како и управниот одбор не чека да биде запишан во Централниот регистар и истиот ден кога е именуван донесува одлука за разрешување на најголем дел од подрачни раководители на институцијата. Самоволијата што го манифестира владата на Социјалдемократскиот сојуз не ги заобиколи ниту институциите во здравството и социјалната заштита. Без оглед на фактот што станува збор за исклучително важни сфери од секојдневното живење на граѓаните на Република Македонија. Самоволијата на СДС посебно се одрази во судството, особено во специјалното јавно обвинителство со непотизмот. Барањето одговорност од судии за даден личен став и уверување при донесување на судска одлука. Откако незаконски ќе бидат разрешени претходно именуваните раководители на институциите, наместо да бидат распределени на истото место на кое претходно работеле, како што впрочем налагаат и одредбите од законот, добиваат распоредување со што се деградираат на неколку места пониско. Најголемиот број на овие разрешувања и именувања се случуваат во време на распишани избори, каде дополнително не се почитува член 8а од изборниот законник кој вели: од денот на донесување на одлика за распишување на избори до нивното завршување не може да се започне постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос во државни и јавни институции, а започнатите постапки се ставаат во мирување, освен во случај на итни и неодложни работи. Сите овие аспекти ќе бидат предмет на посебна обсервација на Комисијата за правни работи на ВМРО-ДПМН, која во наредниот период со аргументи ќе информира јавноста за сите случаи на незаконско поставување на институциите предводени од владата на Социјалдемократскиот сојуз. Дополнително, Комисијата за правни работи на ВМРО-ДПМН нема да биде нем и пасивен сведок на овие незаконски разрешувања на лица што се професионално, одговорно, честно и посветено извршувале својата работна должност. Туку напротив, активно ќе ги следиме сите овие постапки, зашто во рамките на комисијата формиравме и посебна работна група, која ќе даде правна помош и заштита на лицата што се жртви на незаконското разрешување и самоволието на Социјалдемократскиот сојуз. Ви благодарам.